СДСМ вечерва на извршен одбор, лидерот на партијата ќе побара оставка од сите членови. Катерина Нешкова во овие вести, на што се должи овој потек на Филипче. Така е, Маријан, што туку заврши седницата на извршниот одбор. По 2 часа дебата партиските членови, раководството практично на партијата си поднесе колективна оставка и го прифати предлогот на лидерот Филипче да се оди со освежување. Инаку ова постапка на Филипче се должи на анализата која што била направена внатре во партијата за резултатите од изборите. Тој претходно рече дека секаде изгубило СДСМ, меѓутоа дека имало и пропусти и дека потребно е освежување, особено теренска работа на СДСМ и помлади луѓе во раководството на партијата. Во оваа насока беше и неговата изјава која што туку ја даде после ваквиот состанок, иако имиња за тоа со кого се преговара Филипче не откри. Дополнително оставката на членовите на извршниот одбор заедно со новиот предложен извршен одбор ќе треба да се најдат на седница на Централниот одбор, која што Филипче ја најави некаде до 19 декември. Само претходно да споменуваме дека веднаш по изборите од подпредседателската функција на партијата оставка си поднесе професорката Ана Чупевска, а Филипче на нејзино место го најави Александар Трајановски, кој е член на извршниот одбор и тој веројатно ќе се најде и во новото раководство на партијата. Пред 2 дена пак лидерот на СДСМ рече дека ќе го смени вториот подпредседател Методија Илиевски. Исто така имаше и несогласувања со координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски, но како што подоцна излегоа и двајцата составови, ваквите недоразбирања биле надминати и Спасовски останува да биде координатор на самата партија. Доколку ја имаме изјавата на Филипче дадена пред речиси 5 минути, предлагам да ја чуеме. Мислам дека имавме добар состанок. Се покажа еден висок чин на солидарност и другарство. И го прифатија предлогот да едноставно се направи тој чин на формално мора поединечна оставка, а јас понатаму име овластија да јас понатаму во разговор со секој еден од нив, вклучувајќи и луѓето кои што досега беа во извршниот одбор, меѓутоа и други луѓе, заеднички направиме едно освежување на тимот. Разговаравме за активностите на партијата во следниот период, за предлог постулатите на новата програма и начинот како таа ќе ја презентираме пред граѓаните и пред партиските членови, така да се насе еден навистина добар состанок. Што може да очекуваме од ова подновено, да речем, СДСМ, теренски активности, конкретни чекори кои што ќе бидат превземени, например, во собранието? Да, продолжуваме со предлозите за добрите закони, политики во собранието, а граѓаните може да очекуваат да наследните парламентарни избори од ова СДСМ видат повторно владеачка партија, која што конечно ќе внесе Македонија во Европската унија и конечно ќе сузбие корупцијата на секој ниво. Ќе може да откриете некој од имињата со кои што преговарате, некој од новите освежувања? Дозволете и дајте ми неколку денови, веќе во текот на следната недела може и да зборуваме на таа тема. Кате, само кратко, дали некој од досегашните членови на извршниот одбор имаше било каков коментар за ова постапка, оваа одлука? Маријан, официјално, неофицијално тоа што се видовме, тие само кратко коментира дека е прифатен предлогот на Филипче, дека смета дека треба да си поднесат оставки и партијата потоа како што велат на здрави темели да продолжи понатаму. Тоа се кратките коментари кои ги слушаме вечерва. Се надевам дека во наредните денови ќе има повеќе од она анализа која што ја правела СДСМ за резултатите до изборите, но и повеќе информации околу така нареченото освежување или подновување на СДСМ. Катерина Нешкова од извршниот одбор на партијата на СДСМ вечера. Благодарам.